Веќе од наредната учебна година учениците може да се изредуваат на 20 нови интерактивни табли кои ќе бидат распределени во 20 училишта низ државата. Како што кажа и ти, од почетокот на проектот, од како се спроведуваат овој вид на информатичко-комуникацијска технологија, Министерството за образование и наука со цел да се модернизираат условите за настава и да се развијат овие вештини кај учениците. Досега набавени се 100 така наречени смарт табли кои се наменети за основните и за средните училишта. Денеска заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски ги најави новите интерактивни табли кои ќе се наместат во текот на месец јуни оваа година. Да ја погледнеме неговата изјава. Па така, по спроведувањето на големиот број проекти кои што се поврзани со информатичко-комуникацијските технологии во училиштата, Министерството за образование и наука се обврза пред неколку години секоја година да набавува интерактивни табли во вредност од 3 милиони денари за потребите на училиштата. Таа обврска согласно активностите е дел од нашата програма и во изминатите 2 години ги реализиравме набавките на 100 интерактивни табли за нов и современ пристап во изведувањето на наставата. За оваа година е завршена набавката и распределбата на набавените интерактивни табли ќе се изврши врз основа на утврдените критериуми, како врз основа на број на ученици, недостиг од ваквата информатичко-комуникацијска технологија во соодветните училишта и истовремено ќе бидат распределени во 20 училишта овие интерактивни табли кои што ќе бидат од исклучителна поддршка и помош за самите ученици и наставници. Ова е еден нов начин, значи, да се врши наставата во училниците. Ние се сеќаваме на зелените и на црните табли, каде што пишувавме со креде и со сунгер, потоа ги бришевме, но ова ќе биде, значи, интерактивна, бидејќи може да се користи на ист начин, само што таа ќе биде на некој начин слична како таблетите што ги користат сега младите генерации и ќе биде на еден начин интерактивна, со тоа што ќе го привлече и повеќе внимание на учениците да бидат пофокусирани на наставата. Како што кажа заменик министерот Спиро Ристовски, ова ќе продолжи, значи вакви набавки ќе продолжат на интерактивните табли и во иднина, значи да се заменат класичните табли кои сега ги користат со креди и со сунгери.